од ти што се жалаш на твојот риск. Биди му благодарен на Аллах Джелешану. Немој да го порекнеш рискот кој Аллах Джелешану ти го доделил на тебе. Биди задоволен со тоа. Прави му хамд, прави му захвалност на Аллах Джелешану за тие нијамети и благодети кои ги имаш. Немој да ти текне за твојот риск тогаш кога ќе го изгубиш. Сега е момент да му прави захвалност на Аллах и немој да гледаш во тие што се повисоко од тебе во рискот, на тие кои Аллах Джелешану им дал повеќе од неговите благодети. Него гледај на тие што се во полоша состојба од твојата, а такви имат сигурно многу во дујна. Такви секој еден сат, секој една минута во дујна имат места каде умираат од глад, каде умираат за една корка на леб. А ти денеска си живееш во големи нијамети, во големи благодети. Немој да бидеш неблагодарен на Аллах Джелешану. Немој да направиш куфар во тој нијамет кој ти го дал Аллах Джелешану. Затоа што Аллах Джелешану вели: "Ла ин шакартум ла азиданнакум, ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Вели Аллах Джелешану: "И ако ми бидите мене захвални, ако ми правите шукар на мене, хамд, захвалност, јас ќе ви го зголемам моето давање спрема вас. А ако направите куфар во мојот нијамет, во мојот благодет кој ви го дадов на вас, знајте дека мојата казна е силна. Знајте дека мојата казна е силна." Биди внимателен на ова. И немој да кукаш често за твојот риск, немој да плачиш за твојот риск. Гледај овај хадис на пегамбер алейхи селам и имај го пред тебе секогаш. Гледај на овај хадис секој дневно кога станиш, дека ти имаш многу благодати, многу нијамети од Аллах Джелешану. Вели пегамбер алейхи селам во еден хадис: "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи", и кој ќе се разбуди од вас, ќе се разбуди со сигурност, не е нападнат од никого, не се плаши од ништо, во својата куќа, покрај својата фамилија, муафен фи джесадихи, и нема никаква болест, е здрав во негово тело, нема никаков проблем на него. Индаху куту јаумихи, и тој имат јадење за еден ден. Снимаш, јадење имат за еден ден. Факааннама хизат леху дунја бихадафириха, како на нему да му е дадено, вели пегамбер алейхи селам, цела дуња. Колку имаш ти? Колку има секој еден од нас денеска? Многу, валлај. Многу имаме повеќе од овој хадис. И нека ни биде овој хадис секој пат на ум, дека ако си ги имаш овие нешта те обскарбил Аллах Джелешану, биди му захвален на Аллах Джелешану, затоа што многу луѓе денеска се разбуждат, не се сигурни. Се разбудит на сабајле, немат смиреност ке него. Имат болест во негово тело, избркани од свој дом и немат не за еден ден, нема за еден оброк јадење.